поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и се разбира ќе ве поканам да ни го проследите разговорот кој што ни следува во продолжение со фитнес тренерот Михаела Тодорова. Со неа многу повеќе ќе зборуваме за сите оние кои што можеби се плашат и се уште не се охрабриле да почнат да вежбаат, да се грижат за сопственото здравје, но се разбира ќе ни ја раскаже и незината фитнес приказна. Михаела, добро утро. Добро утро, Цеце. Прв пат ни доаѓаш во Здраво Македонија, односно ние прв пат доаѓаме кај тебе во теретана и многу ми е драго што ќе споделиме твојата приказна. Од неодамна си фитнес тренер и малку повеќе да споделиме совети со нашите гледачи. Кажи ми за почеток, ева како започна твојата приказна со фитнесот? Па јас претходно спортував многу спортови. На 15 години кога започнав средно образование, од нигде никаде, не знам, ме упатија некои повозрасни луѓе и започнав тука да доаѓам со стварно не бев свесна што како. Значи многу тренери почнаа да ми помагаат, ме упатија кон тоа. Значи почна од сопствено здравје, сакаше да изгледаш добро и наеднаш се случи да ти стане ова пасија и да сакаш да се занимаваш сериозно со фитнесот во живот. Да. Баш убаво. Зошто и како реши да станеш фитнес тренер и кои се советите кои што ги добиваше од можеби твојот тогашен тренер кој што те инспирирале и ти да почнеш да се занимаваш со истото? Како што кажав, кога започнав со тренинзи, јас започнав да ги повикувам моите пријатели да доаѓаат тука. И како што почна они да доаѓаат, многу бара совети од мене. И така од несвесно од нигде никаде почнав да истражувам и почна да ме интересира ова. Велиш, за да го задржам друштвото во теретана, мора и јас да научам. Како секој млад човек, знаеш, и бара друштво, некој да дојде со него вдека. Да, многу интересно дека луѓето често не се охрабруваат да одат во теретана бидејќи немаат друштво, велат што ќе правам јас таму сам или сама, иако навистина и во моментов има доста луѓе кои што вежбаат тука. Да, јас започнав искрено сама дојдов тука, сама се запознав со ова се, но пак сакав некој да има со мене. Да. Сосема разбирливо, но кои се и другите најголеми стравови кои што ги имаат почетниците? Па да кажам, пошто работам само со девојчиња, сега за сега, они обично најмногу се плашат да не, кога ќе дојдат тука, да не направат големи раце, да не се набилдаат дептен, но не е тоа туку така, пошто машката градба и женската градба е различна и не иде тоа туку така. Да. Интересира како пристапуваш со ете клиентите кои што доаѓаат кај тебе. Верувам дека во доста случаи си психолог, треба точно да знаеш во каква животна ситуација нели поминуваат ни што се кои се нивните фази, за да дојдете до моментот еве зошто сега треба да се вежба и како да се почне тренингот. Па јас им кажам дека најпрво треба да бидат редовни, дисциплинирани, па после се останато и сега кога доаѓаат они почнува да се интересираат повеќе за вежбањето, сакаат да направат нешто понапредно од нив, кој за слабење, кој за накачување на телесна маса. И сега им викам дека најбитно е првен да се ја воведат исхраната како што треба, па после се останато. Сакам да те прашам колку пати неделно е потребно да се вежба или доволно, бидејќи често има заблуди на оваа тема. Па значи најмалце што може да се вежба е, мислам, што потребно 3 пати во неделата, пошто доколку е помалце не може да се опфатат сите мускулни маси, значи ќе биде тоа како функционален тренинг еднаш или 2 пати, ама најубаво за да се направи добар распоред до 3-4 пати минимум. Сега колку трае еден тренинг и како ги правиш тие персонализирани тренинзи? Верувам дека не се исти со сите твои клиенти. Па да, се зависи кој има, како има здравствени, некои доаѓа со здравствени проблеми. Сега, например, ако доаѓаат 3 пати неделно, јас ги делам, например, преден заден со гради трицепс, грб, бицепс и еден ден, например, задник, пошто тоа сакаат да го работат. Да. После короната некако се научивме се да правиме од дома, па дури и да вежбаме. Што велат фитнес тренерите, што велиш ти, кој е твојот став, твоето мислење за тоа дали треба да се оди во теретана или сепак дома да правиме тренинзи? Епа, окей, дома да се вежба, само што не е тоа. Загрееме дома и да дојдеме во теретана. Не е тоа, значи најдобро е првен да дојдат во теретана, да видат, пошто тука има многу справи и можат побрзо да напредуваат во сила и побрзи резултати да стварат. Но не само за тоа, туку може и поради пример психички. Сега, они дома се прават, учиш, работиш, подобро е да смениш околината, значи да дојдеш на друго место имаш поголема мотивација за вежбање. Сигурно сум дека и многу познанства се случуваат овде, иако нели велиш ти си почнала сама и ти било многу тешко и си сакала друштво, меѓутоа верувам дека си го проширила твојот круг на пријатели откако си дел од фитнес центарот. Кога ќе дојдат вака клиенти, јас самата ги запознавам меѓу себе. Да. Кои се најчистите грешки што ги прават почетниците? Епа кога ќе дојдат они, сега
стрикно за вежбањето. Обично ќе дојдат, пример, некои што вежбат сами што ги гледам. Тие првен, значи, не убава форма на вежбање. Значи, почнуваат со големи тежини ептен да работат и со самото, ако креваш ептен големи тежини, може да дојде самото до повреда. Значи треба навистина доста да се внимава. А колку посветуваш време да разговараш со клиентите кои што доаѓаат кај тебе пред да почне вистински тренингот? Па сега, обично, кога се загреваат, јас разговарам со нив, ама не разговарам општо, например, што јадел во денот, дали има нешто воспаление, некои повреди од претходниот тренинг. И тоа обично не е како разговор. Да. Што би им кажала на сите наши гледачи кои што во моментов не следат, а често велат немам време за теретана? Па немам време, не постои, зашто, значи, ние сме будни, еве да кажам, околу 16 сати у денот и може барем да, значи, од 30 до 40 минути да си одвојат за да дојдат на тренинг. Значи, не постои, немам време. Тоа се само изговори кои што фитнес тренерите не ги прифаќаат. Да, точно. Михаела, ти благодарам многу за овој утренски разговор. Верувам дека малку барем со разговорот ги размрдавме нашите гледачи и можеби ги поттикнавме да вежба, да се грижат за сопственото здравје и можеби да почнат да одат во теретана. Фала ти на тебе.